Почитувани медиуми, денеска сакам да ги представам моите заложби и проекти како иден врховен командант на македонската армија. Армијата е гарант на суверенитетот, независноста и неповредливоста на територијата на државата. Македонските војници се нашата гордост. Тие се најзаслужни за успесите во меѓународните мисии и за поканата која добивме за членство во НАТО. Затоа во мојот мандат врвен приоритет ќе биде модернизацијата на армијата, како и обезбедување на европски услови за македонските војници. Како иден врховен командант, мојата цел ќе биде континуирано зголемување на буџетот на армијата и обезбедување НАТО стандарди за нашите војници. Ова ќе значи и создавање услови за нив достоинствено да ја бранат нашата татковина. Процесите на модернизација се веќе започнати и јас во соработка со Министерството за одбрана ќе ги поддржам и забрзам. Посебен фокус ќе ставам на проектите и реформите кои се однесуваат на покачување на платите, домувањето, но и мерките за поддршка на припадниците на армијата по нивното пензионирање од активна служба во армијата. Второ, како врховен командант, особено внимание ќе посветам на именувањето на искусни и квалитетни кадри на позициите од суштинско значење за безбедноста на земјата. Ова е исклучително важно, затоа што на овие позиции ни требаат најдобрите професионалци со кои располагаме. При именувањето на началникот на генералштабот и генералите во армијата, секогаш ќе се водам од нивните професионални достигнувања и само вака можеме да обезбедиме професионална армија и се разбира почит од нашите сојузници. Во рамките на моите овластувања во Агенцијата за разузнавање, активно ќе учествувам во реформата на безбедносниот систем на нашата држава согласно со стандардите на најразвиените демократски земји. Обезбедувањето на независен и ефикасен систем за безбедност мора да биде врвен приоритет и на владата и на председателот. Никогаш повеќе нема да дозволам Агенцијата за разузнавање, односно нејзини делови, да бидат злоупотребени, како што тоа беше случај во време на владењето на ВМРО ДПМН. И трето, Советот за безбедност, важно тело, кое досега беше целосно занемарено од актуелниот председател, ќе го свикувам редовно и во него ќе учествуваат реномирани експерти од областа на безбедноста, но и представници и на власта и на опозицијата. Националната безбедност не смее да биде жртва и нема да биде жртва на тесните партиски интереси и политичките интереси на поединци. Благодарам.